Изминатата година и пол бројот на пријавени случаи на мали сипаници широм светот се зголемил за речиси 1/3. Здравствените работници вината за трендот делом не префрлаат на погрешното верување дека вакцините може да предизвикаат аутизам и други проблеми. Според заеднички извештај на Светската здравствена организација и Американските центри за контрола и превенција на болести, само во 2017 од мали сипаници починале околу 110.000 лица. За ситуацијата во САД, конкретно сојузната држава Њу Јорк, се бори со една од најлошите епидемии на овој вирус изминативе 2 децении. Од септември наваму во општините Бруклин и Рокланд биле регистрирани околу 150 случаи на заразени, а оваа бројка се очекува да расте. Иако малите сипаници во САД од 2000 година наваму се официјално елиминирани, се верува дека во случајот со Њу Јорк вирусот е донесен од лица кои патувале во Израел, каде оваа епидемија постои веќе со месеци. Во Њу Јорк жртви се припадници на главно изолирани еврејски заедници. На федерално ниво оваа сојузна држава добро котира кога станува збор за навремено вакцинирање, а типичните препораки во САД се првата доза од овие вакцини да се прими на меѓу 12 и 15 месечна возраст, а втората на меѓу 4 и 6 години. По воведување на вакцината во 60-тите години, во САД беше забележано опаѓање на бројот на заразени за 99%. Сепак, токму поради така наречената фракција против вакцината, болеста не е целосно искоренета. Минатата година, според владини податоци, во оваа држава биле пријавени 349 случаи, што речиси тројно повеќе од 2017. Во меѓувреме, њујоршките власти велат дека од избивањето на епидемијата наваму забележан е зголемен број на вакцинирани деца, а со тоа расте и надежта дека населението ќе има поголема доверба во фактите, оти не постои научна поврзаност меѓу овој вид на вирус и аутизмот.